Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Мнозина во денешново време, па и во минатото, размислувале на разни начини околу спасението. Но што е тоа спасение, односно на кој начин го сваќаме спасението? Спасението опфаќа три аспекти, или со други зборови, тоа е тринитарно: минато, сегашно и идно. Минато. Оние што му припаѓаат на Христос се спасени грешници. Тие се родени во грев и како такви заслужуваат смрт. Но Исус Христос во свое време умре и стана проклетство за таквите луѓе, уште додека не биле родени на овој свет. Апостол Павле запишал: Христос не откупи од проклетството на законот, откако стана проклетство за нас, зашто е напишано: проклет да е секој кој виси на дрво. Тоа е запишано во Галатјаните 3 глава 13 стих. Потоа, истиот апостол во Римјаните 5 глава 8 стих вели: но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас додека уште бевме грешници. И истиот апостол во 2 Тимотеј 1 глава 9 стих вели: кој не спаси и не повика со свет повик, не според нашите дела, туку по собствена одлука и благодат, која ни е дадена во Исус Христос пред вечните времења. Тоа е изработено спасение во минатото, од страна на Господ Исус Христос. Во сегашно време, верните се спасени од силата на гревот и Божиот гнев и живеат во согласност со Божјата волја. Нивниот поглед е усмерен кон оној кој ги откупи и оправда преку неговата крв. Апостол Павле вели: сега, откако сме оправдани во неговата крв, многу повеќе ќе се спасиме од гневот Божи преку него. Римјаните 5 глава 9 стих. Истиот апостол вели: но сега, кон крајот на вековите, тој се јави еднаш, за да го отстрани гревот со својата жртва. Евреите 7 глава 26 стих. Верникот преку силата на Светиот Дух сега, додека е се уште во оваа тело, го гради своето спасение во страв и во трепет. Тоа градење на своето спасение е потврда на своето спасение. Затоа истиот апостол запишал: возлюбени мои, како што секогаш бевте послушни, не само кога сум при вас, туку уште повеќе сега кога не сум при вас, градете го своето спасение во страв и трепет. Тоа е запишено во Филипјаните 2 глава 12 стих. И третиот аспект е спасение, односно идно спасение. Што подразбира тоа? Господовите деца ќе бидат спасени и целосно ослободени од овој распадлив свет. Тоа ќе се случи кога Христос повторно ќе дојде во голема сила и слава. До оној ден верните, кои се наново родени, се во очекување. Апостол Павле во Филипјаните 3 глава 20 стих и 21 вели: а нашето жителство или живеалиште е на небесата, од каде што го очекуваме Спасителот Господ Исус Христос, кој ќе го преобрази нашето унизено тело да се сообрази со неговото славно тело, според действието на неговата сила, со кое може да покори се под себе. Апостол Петар со слични зборови вели дека спасението се чува за нас. И вели: за непоминливо наследство и неизвалкано, кое е невене и е зачувано во небесата за вас, кој Божјата сила ве чува преку верата за спасение, подготвено да се открие во последно време. Тоа е запишано во 1 Петрово послание, 1 глава, 4 и 5 стих. Спасението што ни го даде Бог е се поблиско до целта. Павле вели: зашто сега спасението ни е поблизу, отколку кога поверувавме. Римјаните 13 глава 11 стих.
Му благодариме на Господ за неговиот план на спасение во минатото, сегашноста и иднината. Кои луѓе ќе бидат спасени? Ќе бидат спасени тие што се наново родени преку Светиот Дух. Во прво Јованово послание се наоѓаат 7 стихови кои јасно зборуваат за наново раѓањето и како може човек со сигурност да знае дека некој е роден од Бог или наново роден. Прво, наново родените, човек или жена, имаат праведен живот. Апостол Јован вели: секој што врши правда е роден од него или од Бог. Прво Јованово послание, 2 глава, 29 стих. Второ, наново родените не го практикуваат и не го сакаат гревот. Секој што е роден од Бог не прави грев, пишува апостол Јован во прво Јованово послание, 3 глава, 9 стих. Трето, наново родените луѓе имаат во себе нова природа преку Светиот Дух. И вели: тој не може да греши, бидејќи е од Бог роден. Прво Јованово послание, 3 глава, 9 стих. Четврто, наново родените имаат љубов помеѓу себе. Секој што љуби е роден од Бог, пишува апостол Јован во 4 глава, 7 стих. Односно прво Јованово послание, 4 глава, 7 стих. Петто, наново родените имаат вера дека Христос е Божи син. И во прво Јованово послание, 5 глава, 1 стих вели: секој што верува дека Исус е Христос или Божи помазаник, од Бог е роден. Шесто, наново родените го победија светот или се победници над овој свет. Апостол Јован во 5 глава, 4 стих вели: секој што е роден од Бог го победува светот. И седмо и последно, наново родените се чуваат од лукавиот, држејќи се цврсто за Исус Христос. И вели апостол Јован: знаеме дека ниту еден кој е роден од Бог не греши, туку родениот од Бог се чува себе си и лукавиот или сатаната не се допира до него. Прво Јованово послание, 5 глава, 18 стих. Овие 7 точки се препознатливи знаци за наново родени верници, спасени. Некои ги мразат наново родените затоа што се изразуваат на ваков начин. Но кога Библијата зборува дека тоа е услов за влез во Божјото царство, ние не можеме да не го проповедаме и да не се изразуваме со зборот наново родени. Божи благослов, почитувани слушатели. Амин.